Александар Дамчевски е добитник на првата награда за најубаво украсен овогодишен двор и куќа во општина Битола, на конкурсот кој традиционално го објавува локалната самоуправа во пресрет на новогодишните и божикните празници. Втората награда и припадна на Славица Димовска, а третата награда ја добија Кире Јанковски и Апостоловски Пеце. За наградените ова представува вистинска стимулација за уште поголема иновативност и креативност идната година. Идеи по куќите, што има по интернетот, проверуваме нешто, по дуќаните што ќе не интересира нешто, да е примамливо и секоја година од парите одделуваме, нешто обновуваме, нешто што ќе се расипи пак го надокнадуваме и секако да се почасти. Дали ова награда е мотивација за наредната година? Секако, ако не се наградите, што ќе не мотивира. Годинава за најубаво украсени стамбени згради и балкони во Битола со прва награда беше награден Игор Лозановски. Втората награда ја добија станарите од улицата Смилевски конгрес број 21, а трета награда доби Љубица Трајчевска Велјанова. Наградата пак за најдобро украсен угостителски објект во Битола ја доби градежното предпријатие Пелистер за објектот Стаклена зграда, од каде информираа дека паричните средства ќе ги донираат на Сдруженијето за аутизам од Битола. Градоначалникот Алески им честита на добитниците, посакувајќи идната година да бидат уште повеќе мотивирани за уште поубаво украсување на општината и поединечните објекти. Третата награда е 7.000 денари, втората е 8.000 и првата е 10.000 денари. Практично на тој начин ги стимулираме нашите наградени, а и останатите претпоставувам, следната година повторно да украсуваат, дел од оваа сума да ги наменат за зголемување на можностите за украсување на својот дел, на куќата, балконот, зградата, сеедно. Така што од година во година мислам дека правиме еден преубав амбиент. Општина Битола секоја година се труди максимално да го разубави овој период. Општина Битола секоја година со парични награди ги стимулира битолчани да ги украсат однадвор своите дворови, куќи, станови и згради, а тоа ќе продолжат да го прават и во иднина.